Добро вечер. Започнува уште едно издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што подготвивме за денеска. www.roads.org.mk Корисни информации за состојбата на патиштата. Бесплатни микробиолошки испитувања за трудниците унрадливите категории. Меморандум за соработка меѓу Општина Центар и Асоциацијата на архитекти. Продолжува проектот за отпадни батерии Go Clean. Вечерва тортијада во Ѓорче Петров. Од денеска започна да функционира новата веб страница на Министерството за транспорт и врски, на која граѓаните на Република Македонија ќе можат да се информираат за состојбата на патиштата и граничните премини. Информации за состојбата на патиштата низ државата, со пренос во живо на сообраќајот на сите патарини и на најфреквентните гранични премини, преглед на тековните и реализираните активности за изградба на патишта, увид во трошоците за таа намена, од сега ќе бидат достапни за сите граѓани на Република Македонија. Тоа од денеска е овозможено преку новиот портал на јавното претпријатие за државни патишта www.roads.org.mk, што го промовира директорот на претпријатието Љупчо Георгиевски и министерот за транспорт и врски Милијана Киески. Министерот за транспорт и врски Милијана Киески рече дека ваква алатка се користи во повеќе земји членки на Европската Унија, а од сега ќе биде достапна не само за граѓаните на Македонија, туку и за туристите, додавајќи дека благодарение на новата веб страница, секој граѓанин јавно ќе може да види до каде е постапката на регионалните, магистралните и локалните патишта, за кој е заинтересиран, детали за самите проекти со фотографии и јавно да провери кои јавни набавки се завршени. Порталот ги содржи сите потребни информации за тоа дали има застој на некој од патните правци, градежни активности, калкулатор за растојание, како и податоци за моменталните температури. Овие податоци, како што нагласи Јана Киески, секојдневно ќе се ажурираат во соработка со АМСМ. Каков е протокот на возилата? Значи покрај тоа што информира АМСМ и ова е една добра алатка која се користи во повеќе земји членки на Европската Унија, од денес ќе може да биде тоа и во Република Македонија. Исто така на веб страницата ќе се презентираат и докаде е реализацијата на проектите кои се дел од програмата на јавното предпријатие. Исто така сакам да истакам дека од кога јавното предпријатие го превзеде управувањето на патарините, драстично се зголеми приходот од патарините 2013 година во споредба со претходниот период, а при тоа стана исто ниво на патарини, зголемен приходот околу 20%. Исто таму има воведено видеонадзор, има воведено обезбедување, така да драстично е подобрена ситуацијата и на патарините, доста од нив се реконструирани, дополнително обележани и ова е уште еден чекор напред кон на некој начин давање на повеќе информации кон корисниците на патиштата во Република Македонија. Јана Киевски додаде и дека откако се поставени камери на сите наплатни рампи во државата, има драстично зголемување на приходите од патарините, односно приходите минатата година биле зголемени за 20% споредено со 2012 и изнесуваат 1,38 милијарди динари. Во ЕУ Инфо Центарот во Скопје денеска беше промовиран проектот Go Clean од отпадни батерии, или преведено на македонски да се исчистиме од отпадните батерии, поддржан од амбасадата на Норвешка. Целта на проектот е да ја поддржи имплементацијата на законот за управување со батерии и акумулатори, да се воспостави одржлив систем во дополнителни 7 општини и да се развие свеста кај граѓаните за рециклирање на отпадот од батерии.
Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Стево Темилковски и амбасадорот на Кралството Норвешка во Белград Нилс Рагнар Камсвак присуствуваа и се обратија на промоцијата на новиот проект Go Clean од отпадни батерии, чија цел е да ја поддржи имплементацијата на законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, да се воспостави одржлив систем во дополнителни 7 општини и да се развие свеста кај граѓаните и младите луѓе за рециклирање на отпадот од батерии. Овој проект треба да ни биде водечка активност преку која ќе ја воспоставиме идната структура, неопходна за доследна имплементација на законот, но и подобро препознавање и надминување на евентуалните недостатоци во системот, истакна заменик министерот Темилковски, додавајќи дека очекува градоначалниците активно да се вклучат во засилената кампања и промоција со цел подобро имплементација на законот. Со намера да го отвориме новиот проект кој што се однесува за подигање на јавната свест за имплементација на законот за батерии и акумулатори и отпад на батерии и акумулатори, кој што е во функција веќе 2 години, меѓутоа чувствуваме дека треба мала поддршка. Тоа го правиме со, како владина институција, како Министерство за животна средина и просторно планирање, го правиме во соработка со невладиниот сектор и се разбира со реалниот сектор, оние кои што се денеска присутни, кои што се колективни постапувачи на ваквиот отпад, кој што го третираме како опасен отпад. Тоа се батериите кои што ние како граѓани ги одложуваме на несоодветни места, меѓутоа кои што треба да се приберат и кои што треба да се на некој начин рециклираат. Рециклажата не се прави во Република Македонија, ја извезуваме како материјал кој што е ресурс, кој што е секундарна суровина и на тој начин вршиме една рециклажа, односно отстранување на ваквиот опасен отпад од Република Македонија. Проектот ќе се реализира 12 месеци во вкупно 7 општини, од кои 4 се во Скопје и тоа на 3 нивоа. Ќе се работи на градење на локалните институционални капацитети, на младинскиот активизам во основните и средните училишта и на подигање на јавната свест кај граѓаните, како основен предуслов за успешно функционирање на системот за управување со овој вид на опасен отпад, како и за заживување на имплементацијата на законот. Сдруженијето Go Green уште од самиот почеток на имплементацијата на законот во 2011 година е носител на проектот Go Clean, кој има за цел да овозможи одржлив систем за управување со отпадните батерии на локално и на национално ниво. 3 години се спроведе успешно и оваа година со главна поддршка на норвешката амбасада во Белград го продолжуваме тоа во 7 општини, значи се фокусираме на развојот од општините, значи надвор од Скопје. Во оваа година ќе бидат вклучени општините Центар, Кисела Вода, Карпош, Ѓорче Петров, тоа се во Скопје и потоа Прилеп, Штип и општина Кичево ќе бидат значи дел од овој систем. Во контекст на тоа, оваа година проектот ќе опфати околу 350.000 граѓани, значи ќе се возможи систем за собирање и селектирање на отпадни батерии за 350.000 граѓани и ќе бидат вклучени директно околу 15.000 млади луѓе, значи фокусот е ставен на младите луѓе во контекст на едукација и активирање за развивање на свест кај граѓаните. Според истражувањето во 2012 студијата направена од Министерство и од Шведската агенција за животна средина, околу 55% од граѓаните знаат каде да ги фрлаат потрошените батерии. Нова мирка на Министерството за здравство. Бремените жени кои примаат социјална помош, минимална плата или се невработени, нема да плаќаат партиципација за микробиолошки брисеви во рамки на предвидените прегледи за време на бременоста. Мирката е дел од програмата за мајки и деца, која е изменета во однос на програмите од изминатите години, вели министерот за здравство Никола Тодоров. Согласно проценките станува збор за околу 6.000 бремени жени годишно кои ќе бидат опфатени со оваа програма за можност за бесплатни брисеви. Нема да има ограничување доколку има поголем број бремени жени во текот на годината, односно има можност да ја прошириме оваа програма. На овој чекор се одлучи
одбивме, затоа што податоците говорат дека токму предвременото раѓање и недоносеност се почести кај ранливите групи жени, жени со понизок социоекономски статус, како и жени од рурални средини, додава Тодоров. Бремените жени кои ќе сакаат да ја искористат оваа мерка, потребно е да достават потврда дека се невработени од Агенцијата за вработување, доказ дека се приматели на социјална помош од центрите за социјална работа или потврда дека примаат минимална плата. Микробиолошките брисеви кои ги зема матичниот гинеколог, бремените жени треба да ги достават до Институтот за јавно здравје, Институтот за микробиологија или во 10 центри за јавно здравје низ државата. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски и председателот на управниот одбор на Асоциацијата на архитекти Сања Рачиновиќ Јовановиќ денеска потпишаа меморандум за соработка меѓу општината и асоциацијата. Општина Центар, следејќи ги потребите на граѓаните, се грижи за остварување на нивната благосостојба и поради создавање на култура на просторот, има потреба од високо стручна помош на Асоциацијата на архитекти, стои во соопштението испратено од општината. Со потпишувањето на меморандумот ќе се оствари развој на македонската архитектура и урбанизам, а во функција на доброто на граѓаните. Со ова ќе се поттикне современата архитектура и нејзиното вреднување, ќе се зачува угледот на архитектите и ќе се делува за заштита на животната средина. И за таа цел општина Центар и асоциацијата ќе воспостават редовни координирани состаноци, уверуваат од општина Центар. Асоциацијата со своето членство и стручност ќе учествува во процесот на распишување и спроведување на конкурсите за архитектонски идејни решенија. Архитектите ќе имаат доминантно учество во жири комисиите, со што ќе се избираат најквалитетните решенија. Сладкарници и ресторани кои професионално изработуваат торти, но и заинтересирани граѓани во категоријата аматери ќе учествуваат на 8-та тортијада Сладка мистерија 2014, што ја организира општина Ѓурче Петров. Во ревијалниот дел, кој ќе се одржи во Центарот за култура Ѓурче Петров во Старото кино, ќе учествуваат 43 аматери и професионалци од 9 скопски општини, а спонзорите на своите штандови ќе нудат бесплатна дегустација на своите производи. Ревијалниот дел започна во 15 часот и 30 минути. Првпат на тортијадата учествуваат и ученици од општината кои ќе се надпреваруваат во декорација на торти. Официјалниот дел ќе почне по 20 часот, кога ќе бидат представени надпреварувачите, ќе има лицитација на тортите и прогласување на победниците. Тортијадата ќе биде проследена со културно-забавна програма и настап на естрадни уметници и актери. Настанот ќе биде во ресторанот Еленче. Организаторот соопшти дека со собраните пари од продадените торти ќе бидат уредени санитарните јазли во градинката Росица. Македонскиот репрезентативец во нордиско скијање Дарко Дамјановски се пласираше на 78-то место на спринтот на денешните квалификации на зимските олимписки игри во Сочи. Следуваат рекламите, а веднаш поднив и спортските вести.